Специјалното јавно обвинителство како структура се интегрира во досегашното основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и добива нов назив јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Ова јавно обвинителство ќе има надлежност на целата територија на Република Северна Македонија и ќе ги има гаранциите за самостојност во делувањето кои одговараат во најголем дел на досегашната позиција на специјалното јавно обвинителство, а сепак се во хиерархија и субординација со државното обвинителство. Новото јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција ќе биде водено од обвинителката Вилма Русковска, која има мандат и која во моментот го води основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, а сите обвинители кои работат во специјалното јавно обвинителство ќе продолжат да работат во новото јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Нивниот мандат е до 15 септември, имаат право како и сите други обвинители на реизбор, да конкурираат, да бидат избрани, да не бидат избрани, да конкурираат, да не конкурираат, исто како и сите други. На овој начин ќе обезбедиме досегашната структура и ресурси на специјалното јавно обвинителство во нова форма и без каква било можност политичарите да одлучуваат за составот и раководството на ова обвинителство. Сега тие одлуки ќе ги носи Советот на јавните обвинители како надлежна институција, како што е предвидено во законот, односно како што досега секогаш се носели одлуките за избор на шефовите на ваквите обвинителства. Односно, ќе нема нови проблеми за избор на нов шеф. Сите случаи кои се пред судовите, за кои специјалното јавно обвинителство е надлежно, согласно закон, ќе ги продолжи, ќе ги застапува пред надлежните судови новото јавно обвинителство, согласно досегашната законска рамка во фазата во која се застанати. Постојните вработени и истражители во постојните обвинителства преминуваат во новоформираното обвинителство, како и архивата, материјалите, средствата и опремата. Почитувани, ова обвинителство ќе ги има сите гаранции за независно вршење на својата функција. Една од клучните гаранции за независноста е финансиската самостојност. Новиот предлог закон предлага висината на средствата за работа на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција да се утврдува врз основа на предлог, буџет и финансиски план на шефот на ова јавно обвинителство, кој го доставува до јавниот обвинител на Република Северна Македонија и до Министерството за финансии. Владата и собранието нема да можат да го менуваат предложениот финансиски план и се должни да обезбедат финансиски средства за непречена работа. Со законот е зајакната и личната независност на јавните обвинители и е предвидена гаранција, согласно која јавните обвинители од оваа јавно обвинителство не можат да бидат времено упатувани да вршат јавно обвинителска функција во други јавни обвинителства. Гаранциите во законот се предвидени во однос на постапката за разрешување на јавен обвинител на ова јавно обвинителство, за да се избегнат сите можни влијанија во неговата работа. Вградивме одредба согласно која првиот човек на ова јавно обвинителство може да се разреши единствено со двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на Советот на јавни обвинители. Тоа значи никој политички фактор не може да влијае на неговото работење, избор, именување и разрешување. Значајна гаранција е дека јавниот обвинител на Република Северна Македонија, без согласност од јавниот обвинител на јавното обвинителство за гонење организиран криминал и висока корупција, не може да превземе кривично гонење или вршење одредени работи за кое е надлежно ова обвинителство, ниту пак да овласти друго јавно обвинителство да води постапки за предмети за кое е надлежно ова јавно обвинителство. Од оваа правило постои само еден исклучок, а тоа е доколку при надзорот се утврди дека јавно обвинителската функција не се врши согласно роковите утврдени со Законот за кривична постапка, непостапување и чување на предметите во фиоки повеќе нема да има. Пред законот се еднакви сите. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите,
Откако обвинителката Катица Јанева ја депонираше својата оставка и од денеска, кога го предлагаме овој текст на Законот за јавното обвинителство, не гледаме веќе никаков изговор од опозицијата да избегнува разговори и договори околу ова прашање, освен доколку нема намера и понатаму да не нанесува штети на својата држава и да заштитува нечи криминал. Искрено се надевам дека тоа не е така и секако и јас, а и сите во државата ова ќе го видиме следната недела и таа седмица после следната недела. Време е со искрена и честна посветеност на овие теми да ги заокружиме реформските приоритети во делот на европските интеграции, за да се представиме на есен како земја, која ги затворила сите прашања за добивање на ветениот датум за старт на преговорите. Е јасно утврдено што со незаконските прислушувани материјали. Освен оние што се веќе во суд, секако, сите други јасно е пропишена процедурата, а тоа е уништување, како што се уништуваат пин мерките, согласно постапка, тоа го опишува кривичниот законник впрочем, и тоа ќе важи и за таквиот вид на разговори, заради тоа што таму има и приватни разговори, јас сум кажал, треба да бидат уништени како што законот, односно пред се кривичниот законник тоа го пропишува.